Ако треба да плетиме коси, ако немате сплетено косата или ако треба да се местите нешто, 6,5. Црна сукња, црно блузе, црвени халахоп. Женските, машките, црни панталони, бела и бојас нормално ќе го биете. Тие за во Трелевок на 17. И црни халахоп. Не е сега зола сабота. Зола сабота во црно. Црно блузе, црното сукно. И црвени халахоп. А за 17-ти ќе иде со ова блуза, ќе бидат доделени и жолти блузи таму на лице место. И еден ќе има црвена, еден ќе има жолта. Еден црвена, еден жолта. Само женските ќе носат црно сукно со црни халахоп. А тоа се црни халахоп? Црни халахоп. За да не биде многу во црвени, црвено жолто. Јас се викам Стеван Карабелески. Прошлата година полнев 70 години. Моите деца, ќерка ми и зет ми, ме пуштија да дам крв и од устата лиги и ги пуштија во Америка во некоја лабораторија. И од таде добив одговор после 4-5 месеци да мојата крвна група отишла преку арапските земји, Саудиска Арабија, Иран, Ирак, преку Ерменија, завртиле долу преку Украина и поиделе на Балканот. Во Македонија стигнале пред 8.500 години мојата крвна група, која се наоѓа во Македонија 5,4 имам документирано и на енглески. Во Србија има околу 7,2, во Косово има 4,4. Мојата крвна група е многу по дојден сум јас на Балканот, него што се дојдени грците од Африка. Оти овие грци се дојдени од Либан, Сирија, а старите грци не постојат. Тоа сакам да кажам за Македонија. Треба документирано, можам слободно да документирам, оти ги имам документите се од Америка, од лабораторијата. Македонското име е древно, од секогаш постоело и секогаш има да постои. Никој нема право да ни го променува името. Јас се викам Стеван и сакам да останам, дури сум жив Стеван. Оти нашите предци биле македонци и не воспитале да бидеме македонци. Јас се викам Јанкуловски Стефан, родом од Љубојно, Преспанскиот крај, 53-4 години, сум овде во Шведска. Во времето на бивша Југославија дојдовме овдека со фамилијата, порано работав во Битола, па сум бил по онде, по овде, по акции во бивша Југославија. Отамо работав во Битола, од Битола дојдов овде и со децата, едниот син ми беше роден таму, другиот по него растојање има 6 години и малите ги донесов. Работавме со жената цело време во Шведска, работавме
И дојдовме до еден степен добар и добро живеевме и овде, ама ете, жената се разболе, па сега при крај сме ние во 85-6 години. Овие протестите овде што се за Македонија, за што се прави. Во право се децата си го барае своето, македонштината, да си остане. Не е сеја сефте Македонија, па сега ќе кладе Македонија, ќе крсти. Оно што е Република Македонија, таа е со овие луѓе не знае што барае и што сакае. Како може, разбираш, едно име да се загуби. Периоди помина, разни војни беа и тие и поминавме. Македонци сме, отамо сме, не сме биле државата Тито ни ја дашол. Не ја даде Тито, сами ние си ја имаме таа држава. Таа била од старо време и да си остане онака како што е. И друго, што да зборуваме, то исто, па исто, еден со други не се сакаме овдека. Тоа е најмизерно и неуба работа. Но сепак ќе си дојде на време, ама луѓето се некако нема е свое ја. Денес вака вели, утре инаку и затоа е вака дојде на работата. Кој живее во Македонија, македонец е, нема тука шо да онегувам. Дали биле едни и други нации, тие секој си трга по својата нација и по својата вера, ама ние тука ствараме мржна. Нема кој да ме прекрсти друго име, тоа ми е името и да не зборуваме повеќе, то пато исто па исто. Фала на све. Бидете добри, разбираш, па држајте си го името. Нешто, ако значи може тебе да ти се јава, ако Благодаря. Ovo je do crkvene potrebe. Ovo je do crkvene potrebe. Се викам Ленче и сум кореограф на оваа фолклорна секција. Постоиме 2 години и мојата помошничка е Виолета Царовска. Јас се занимавам претежно со помагање, со практични работи околу фолклорната групање на девојките, што ќе носиме, како ќе носиме и така. И кои ора ги играте? Моментално имаме
5 ора. Значи ги играме Пајдушко, Марица, најновото ни е Паланечка тројка. Мали членови моментално што ги имаме нови, тие ги почнуваме со македонско девојче, па понатаму ќе трудиме да успееме да ги вклучиме во поголемите дечки. И македонскиот фолклор има ли нешто посебно што? Како години уназад се занимавав со фолклор, играв во фолклорното друштво Гоце Делчев од Битола долги години и имам патувано со нив многу. Така да и овде покушавам да ја пренесам сета таа убавина на нашиот фолклор. Јас само би сакала да напоменам многу важно, поготово за нас што живееме тука во надвор од Македонија, да се пренеси нашата традиција, да се пренеси убавото наше македонско од деца, да знаат кои се, да ги пренесуваат и натаму традициите нашите. Дали на некои локални манифестации во Малме, например, учествувате? Настапуваме на манифестации како што се во Трелево. Сега сме понудени да учествуваме на Македонскиот културен фестивал на 19 мај. Настапуваме на забави кои се организирани тука од нашето друштво, например од црква, други друштва кои ќе не поканат. Најважно е да што се дружиме секоја недела, 2 часа. Во Македонија сте гостувале? Имаме гостуван. Ќе биде и то. Значи, го играте фолклорот практично од цела етничка Македонија? Да, ги играме ората кои се најмногу застапени. Пошто децата кога одат на одмор учествуваат на многу свадбени свечени, крштевки. Така е убаво да се знаат тие наши народни ора, да речем што секојдневието ги има. Се надевам дека ќе можеме да давиме и некој сплет, како што се егејски игри, источни игри. Само, како што кажав, 2 години сме активни. Се надеваме дека ќе продолжиме и дека ќе имаме многу поголемо присуство на деца. И каде вежбате сега моментално? Каде тренирате? Сега сме тука во Македонската црква. Во Македонската црква, значи во просториите? Просториите на Македонската црква. Убаво. И друго, ако имате уште нешто да кажете. За сега не поздрав до сите. Поздрав до сите. И на нас по тоа не познаваат, по фолклорот, по песните и бората. Цел свет ги игра нашите ора. Така, добро, благодарам да сте живи и здрави. Поздрав. Тешко е да се соберат децата. Да. Тешко е да се одржи она темпо што е во Македонија за игра орна. Да. Но покушаваме. Покушаваме се да биде. Имавме од Загреб еден Качуров се викаше, починате Бог да го прости, значи по 70-80 години, основач на за хрватскиот танец. И тој дојде со деца, значи генерација родена во Хрватска, и хрвати што играа македонски ора и пееа македонски песни. Многу интересни, како е македонскиот фолклор е така феномен. Па ние имаме еден од најубавите фолклори, што се вели, поготово не само на Балканот, еве холанѓаните се толку заинтересирани за нашата музика и за нашата песна, тоа е. Имаше холанѓане што учеше на Зурла, мислам. Златко од Давидковски правеше во Режановци фестивал и таму учеше кај Стефче Стојковски и така. Инаку метричките стапки што ги има во македонскиот фолклор се античките стапки. Например, Хомеровиот ритам. Хомер е напишан во 17-осмински такт. И така. Убава ни е музиката. Сега имаме и ношни напад. Мислам, нарачани се. Треба да ни стигнат. И се надевам дека за 19 мај ќе настапиме во носија, македонска носија и мала кореографија. Убаво, да сте живи, здрави. Благодарам. Сега, ако си сакате некој дете да интервјуирате... Ако сака некој... Аз се викам Никола Георгиевски и присуствувам во МПЦ Малме и се учествувам многу убаво со пријателите, со другарите и да ги научиме свадбените или македонските ора, да. Да, македонските ора. Убаво ви е во играњево. Убаво ние се... А малку напорно е, нели? Малце, ама мускулите ќе се научат. Мускулите се супер се. Супер се нанозе мускулите. Емат гајле. Така, да си жив и здрав. Поздрав.